Почитувани, добре ни дојдовте уште едно издание на емисијата Спортот со Мики. Емисија посветена на спортот, на сите спортски настани, каде што учествуваат наши домашни, кога ќе речем, мислам на кавадаречки и спортисти и спортски колективи од регионот. Денеска не одиме по старото непишано правило, денеска прво ќе започнем со гостите во студиото. Мајсторот и калфата. Јас така ќе си ги наречам, а тие ако се лутат, прво ќе го посекам добре дојде на мајсторот Маријан Колев. Джудо клуб Кожувчанка, веднаш да кажеме дека не си тука од безбедностни причини, од такви мите работи, тука си од спортска бранша. Имаме и причина што токму Джудо клубот Кожувчанка денеска ни е гостин, овие младите ќе почекат, додека му дојде редот. Годинава имаме, па би рекол, изоларени успеси како клуб. Прво да ги поздравам сите гледачи на КТВ телевизија, да ве поздравам и вас како водител. Баш ми е... Многу ретко е тоа да ми персира, да ми кажем за тоа го остави. Баш ми е чест што денеска сме гости на вашата телевизија. И има и зошто. Затоа што Джудо клубот Кожувчанка веќе 23 години постоje, активно работи, со успеси. Оваа година моментално, до сега што се одржани сите државни првенства, тоест 7 државни првенства во сите возрастни категории. Моментално сме за прв пат и вице-шампиони на Македонија, каде што преостанува уште екипното првенство, кое ќе се одржи негде ноември месец, и се надевам дека... Има ли шанс да бидеме први? Да го скокнеме први? Тоа сакав да кажам, дека имаме шанси и се надевам со оваа екипа што моментално располага Джудо клубот Кожувчанка, се надевам дека ќе бидеме оваа година за прв пат шампиони на Македонија. Со каква екипа располага Джудо клубот Кожувчанка? Па, вака сега, Джудо клубот Кожувчанка располага во сите возрастни категории. Али првиот состав што е моментално се дечки со големо искуство. Како вие? Да. Со големо искуство, кај што веќе десетици години и повеќе тренираат во клубот, каде што се репрезентативци на Македонија поминале во сите категории и веќе мислам дека го имаме најдобриот состав во Македонија и мислам дека со Господ напред дека ќе бидеме шампиони на Македонија. А колку од дечките се шампиони на Македонија? Па, тоа е... Го нема напишано тоа да истина. Јас знам што нема напишано за тоа. Значи, водам евиденција моментално на сите државни првенства, кој место има земено, али можам да моментално да кажам дека Ај вака, да не ги броиме второ и трето, само првите места да ги кажеме. Значи, само првите... 16 први места. Тоест 16 државни прваци на Македонија. Во сите категории. Од најмладите, од помлади пионери, деца, пионери, кадети, јуниори, сениори и U21. А ветерани? Тоа твојата категорија, за тоа те питам. Намерно не испаѓам ради тоа што немам конкуренција. Добро, знаеш. Како беше
може би не сум најдобар, ама за подобар не сум слушнал. Да. Знам дека порано имавме и квалитетни девојки, кои што исто така беа државни шампиони, државни прваци. Има ли сега у екипата? Да, имаме, значи екипното првенство кој што е пред нас треба да се одржи реков месец ноември. Значи таму екипното е поделено во 6 категории, од кои што се 3 девојчиња, 3 машки. Јас моментално џудо клубот располага со повеќе деца кај што ќе имаме простор да ротираме зависи категориите како ќе бидат и противниците од другата страна. Значи, пак ќе кажам дека оваа година имаме доста добра екипа, спремна екипа, каде што уште почеткот на годината џудо клубот Кожувчанка беше на висински подготовки во Михајлово, каде што физички добро се припремивме. Се моментално фали на Михајлово според тебе, еве една идеја и за градоначалникот и за градските татковци, дали му фали на Михајлово спортска сала? И тоа како? Јас пред многу години, негде 7-8 години, со сегашниот градоначалник баш имам разговарано на таа тема. Добро направивме толку спортски сали за сите училишта во градов и по селава, може и у Михајлово да скалопиме. Па, зошто да не, тоа ќе биде многу од голема корис за сите наши клубови тука во Тиквешијата. Само со убави димензии да бидат и за кошарка, и за ракомет, да можат да дојдат екипи на подготовки, ти како сега што ги спомна на џудо клубот Кожувчанка. Добро сте подготвени, тоа значи дека со тимот работат добри стручњаци, добри тренери. Кои се тренерите во клубот? Колку пати тренирате? Само во Јасмин? Моментално оваа година покри јас како тренер Трајче Марков, ти се селектор, мислам. Сашко Ангелов и Димитар Колев оваа година малку ги сфорсираме и помладите, тоест поискусните, каде што уште четворица од младите како Никола, како Игнат, Дарија, Марија, исто така зема лиценци, беа на семинар и исто зема лиценци за да можат да водат тренинг во клубот. А моментално тренираме 4 пати неделно, 2 пати тренираме во Кавадарци, 2 пати тренираме и во Росоман, каде што и од таму имаме деца. Кога тренираме во Росоман, од тука првата екипа што е и тие што ми се спремат за надпревар, исто така идат во Росоман на тренинзи, за да биде континуирано. Во Росоман филијала. Да. Кога имаме тренинг во Кавадарци, од Росоман идат децата во Кавадарци, тие што во моментот се спремат за што претходи пред нив државните првенства. И сега ќе ти кажам една замерка до тебе. Добро, малце старееш, па нормално подзабораваш. Имав едно прашање, меѓутоа ти ми го одговори прашањето. Направивте многу убава прослава по повод 15 години од формирањето, за 20-ката ништо не направивте? Или чекате 25-ка да дојде? Не, направивме за 20-ката, само го направивме малку... Скриш. Да ме речеме скришвам. Да, го обележавме и 20 години. Сега чекаме 25, а јас оваа година па полнам 45 години активен во џудо спортот. Ај, представи ни го калфата. Мислам го знае јавноста во Кавадарци. Не го знае јавноста, ти кажи која ти јавноста го знае. Има девојчиња што не го знаат сега, да го посрамотам, знаеш. Значи, има повеќе го знаат. Никола Петров, носител на црн појас први дан,
И у джудо нема такви работи, појасици. Па има. Нормално. Јас се мисля само заради кимоното ги носат појаста. Имаме сега. Више долгогодишен репрезентативец, иако е моментално јуниор, он оваа година ги освои сите можни трофеи, како и ланста година, како кадет, беше државен првак и во кадетска конкуренција, и во јуниорска, и во сениорска. Ете, лани за прв пат со него беме и на светски куп во Берлин, каде што конкуренцијата нормално е многу силна таму, светски куп по цел свет, али пак до трето коло стигнаме, што е многу голем успех. Ај сега тоа, јас постојано со вас, малите спортови, имам недоразбирања. Тоа трето коло, како иде тоа? Влезе у првите 10, у првите 20, колку? Како иде тоа? Кај него, колку што се сечувам сега, у категоријата беа 63 или 66. 68 мислам дека беа. Првично беа 75-6. Некои паднаа вага, некои не се појавија, се намалија на 68. 68 во една категорија. И на превојувач. До трето коло. Вака сега. Трето коло Има тоа некаде пола. систем на елиминација има. Првен имаш раунд од 128, нели? После одиш у 64, па до 32, најдобрите 32-ица се борат, па отприлика до Ти половина. влезе 32? Да. Значи, тука е некаде половина. Значи, тоа, наредно кажам, беше 16 финале, па 8 на финале, па четврт и после одиш, тука се определува борба за трето, влезу во полуфинале, па пак за трето за Како финале. у джуто, двајцата што ќе изгубат у полуфинале, двајцата добиват трето место. Не. Или само еден е Има трето? репасажи, има два репасажи. Два репасажи. Да. Добро. И, значи, рекнавме да кажа, го кај беше представиме. Берлин? Берлин, да. на светски. Кај планираш со него да дојде сега? Има нешто Сега верено? ќе видиме како ќе бидеме спрема распоредот што ни е даден од Еджу. Ние ќе продолжиме сега со припремите нормална ствар. Еве сега во сабота имаме меѓународен турнир во Скопје. После почеткот на јуни месец имаме исто меѓународен турнир во Струга. Па ќе продолжиме да се спремаме. Битни се балканските првенства, каде што сигурно ќе земе учество и Европскиот куп, кој што баш Македонија е домаќин, која еве 3 години се одржува во Скопје. И сето ќе видиме како ќе бидеме Ти нешто спремни ми со време. стагнираше со овие балкански, европски, ваму со кавадарци, нешто му предојде титулата на многу главоболки изгледа прават. Не е главоболки, јас баш ми е чест и, како да кажам, кавадарци е запишано во книгата за прв пат од освободувањето на Македонија. Првото балканско првенство што ги доделија на Македонија го одржавме во Кавадарци, тоа беше 2004 година. После второто 2006 година повторно пак го одржавме во Кавадарци. 2009 година пак. 2018 година извини, сакам да ти изненадам, сега ми текна. Сакав утринава да ја облачам маичката што имам од Балканското првенство од 2004 првото. Ама се викам, 20 години е стара. Браво, ти му ще ја чуваш. Си стоја си ја чувам. Нека стоја. Тоа да не ти даваме нова блуза од клубот. Како нова не? Чим имаш стара уште. Не ти барам кимоно. Ајде, да не се караме. Па оваа година еве Балканско првенство што се одржа Само за да 2 не недели. мериш на тебе. Ти си малку поширок. Ќе бидеме домаќини на Балканско првенство, ќе биде во Битола, тоа е за 2 недели, каде што имаме повторно наш член во репрезентација од нашиот клуб, тоа е Кристијан Ристов, кој што до вчера беше на подготовки со репрезентацијата во Струга. А на Балканските Тоа Никола? е за пионери. Никола за овие кадетски, јуниорски. Се уште Сигурен чекаме. ли? Ако имат кој друг, тогаш Не знам јас. Сигурно ли си? Што ни капа? 100%. Да. Чекај, не ми каже една работа. Која екипа е моментално
на првото место? Па моментално место. се Миоки од Скопје. Добри Вие се сте структурирани, таму е тренер Игор Пасковски, кој е и селектор на пионерска репрезентација. Они така се погоди. Ако се заинатат вие најшто, може да си крвни у последно коло, што се... Па добро сега. Како Арсенал вчера у 9-4 штрак. Миоки моментално располага со помлада екипа, понеискусни, има со исклучок на тие 5-6 деца, другото му се понеискусни деца. И затоа јас се надевам со повозрастните, кај што имаме доволно искуство, кај што на екипното првенство и бодирањето, кај што ни е системот за бодирање, се многу повеќе поени. Се надевам дека ќе бидеме први на екипното и ќе го освоиме. 16 минути лафе и доста ја мислам. Сега можеме малку со калф да си направам мавето. Никола кажа, Маријан, Берлин, Европски куп, Светски куп, пардон, и што не кажа две многу битни работи. Джудо Федерацијата оваа година те прогласи за... Најдобар кадет до 18 години е тоа. А ако ти си ги шамараш овие постаери. Да. Значи, најдобар кадет до 18 години. Да. Ај уште едно што не кажаме. Кавадарци? Најдобар спортист на Кавадарци. Млад. Млад. Млад спортист на град Кавадарци. Да знаат чисто кај ќе те сретнат, кои си, шо си. Шампион на Македонија, кадети, јуниори, а сениори? Сениори трето место. Сениори Не, трето. вака, извиним. Јуниори трето, сениори прво и и U21 прво место. Тоа имаше малку дилеме околу борбата, у полуфинале поен ли, не ли е поен, замине ли е за него, ама судии како судии мислат менјат, ама надпреварот не може да го сменат. Не може да го вратат. Де објасни ти мене? Вие по-младите те тепат, а вие по-старите си ги... Мене по-младите не ме тепат, судиите ме тепат. Инко дете немаше има победено на чесен начин, еве колку сум 10 на 11 години у клубот. Значи, не само у клубот, него и на ниво на Македонија ме нема никој победено у мојата категорија. Сакаш да кажеш она напоени? Да. А како тоа судиите те тепат? Па, носат одлуки кои што не се у моја корист. Ако може да се надоврзам, секогаш судиите се испаднат од некои клубови и проблемот е што секогаш противникот што е од другата страна со судијата од исти клуб потекнуваат. Нормална ствар. Не ли водите сметка сега, вие, не ти, него вие од Джудо Федерацијата, ако се боре кавадарци со прилеп, да не стават прилепчанец судија. Тука е проблемот. Да стават... Тука имаме голем проблем, кај што на последните две државни првенства, лично пред првенството, јас лично барав состанок со надпреварувачка комисија, судиска комисија, сите судии и председателот, кај што пред надпревара, секој, мислам, последните два надпревара, сме одржувале состанок и сум ги кажувал тие мислија, мои реакции што сум ги имал околу нивното судење, малку да се подобрат. Џабе ќе го правиме муабетот за судиите и мало и че има. Еве ќе ти кажам, Никола ќе се сложи со мене, знам. Кавадарци, Никола и Прилеп. Суди Скопјанец. Меѓутоа, ако Никола победи, треба да се сретне со Скопјанецот. И нормално судиите ќе судат у корист на Прилепчанецот, за да добие Скопјанецот во финалето полесен противник. Сега само... Така ли е? Има вистина, ама... Да се додадам на тоа, значи секогаш судиската комисија моментално така направена кај што повеќето од судиите ги делегира кај што нив му одговара, тоа е со Прилеп. Ја намерно го спомнав Прилеп, и за тоа тука имаме некои проблеми, баш борбата тој што изгуби Никола тогаш беше баш надпреварувачот од џудо клубот Сеишен, судијата од џудо клуб Сеишен. Имаме реакции, не ни дозволија, што иако имаме систем што се снима
за да се вратат борбите, да се прегледат, не ни дозволено. Тоа и Кои сте вие, бе, Джудо Клуб, Кажувчека, Кавадарци? Сега, не се знаме што и ти така многу. ама ако за Никола, тоа кажи ми, учиш Учам. или студираш? Не, учам. Кај учиш? Ѓорче Петров, Кавадарци. Смер? Фармација. Да, аптекар. Вие аптекар што теб. Сега да ти е страда да влезеш у аптека. А зошто фармација? Не ми е јасно. Па, како викат... Обично вака спортисти што се долго време у спортот се одлучуваат понатаму див, миф, таквите работи. Питам, Добро, тоа е... Предпоставувам медицина сега. Па, у плане е медицина, така. Па како, кој е поспремен, физички тие победуе у спортот. Не е секогаш така, ама, нели, медицината си играе важна улога у спортот. И таа е така. Мора да бидеш и Мора физички да- подготвен. Ама и технички треба, така е. А За техниката е таму, за ти самиот си водиш да, грижа така е, за треба да си го собствениот знаеме организам. телото. Е, така. Треба да си знаеме за телото, докај може да дојме со нашето тело, колку е лимитот. Треба да си Кај тебе лимитот за категорија? до 81 кг. До 81. Да. Значи над 81 Проблем. проблем. Да, Значи нема јадење за слави, за празници, за свадби. Па секојаш така се погодува државни првенства февруар месец, а ние нова година си славиме празници у јануар месец. И малку има тука Да не се угледуиш на тренерот. Он не види дека нема поадни од него и се откажа од ветерани, така да сега може и да туре килажа колку сака. килашта, кај нас и не играе некоја улога. Знам имало пред тоа апсолутна категорија. Да. Немало Тоа е како лимит. над 100. Не, апсолутно, може сите да се пријават, и 60 и над 100. Значи тие со 6 да се бориш со вие од Да. 100. Ако си добар ти техничар, џабе му е неговата снага. Как ќе помрдну тие од 60.000 вие од 100.000? Па тука играе техниката улога. Сега настапуваш јуниори, Јуниори, да. сениори и U21. Да. Меѓу јуниори и U21 е сениори, така? Или обратно? Не, вака е. Јуниори, и тоа се млади сениори ги викат, дека сениори се од 23 години на нагоре. А овие U21 се помлади сениори. Да. Добро. Кажи ми, како оде школата? Школата одличен, значи за сега успехот е одличен. Свите петки? Понекоја четворка има, ама... Имаш ли ти замешано прсти онија што ги правите таму? Да, Креми, имам. помади. Да, гелови, имам замешано. И дали имаш некоја идеја за нешто за спортисти, да речеме, Па... за опуштање на мускулатура? Да, што имав идеја да направиме со професорот што е за тоа задолжен за гелови, имаше да се направи гел. Му реков дај да направим некој гел, секој сум спортист. Барам да знам как да правам, да не даваме... Мислам да знам како да правам, едноставно да направиме некој, ако може, некој препарат што ќе не биде корисен на сите спортисти, не само на джудисте. Спорт ка спорт. Фудбалери и кавадарци е добар по спорт. Добро, таман, се убави спортисти. Слободно време? Многу малку. Слободно време... Колку тешко се издиша. Многу. Па видите, одличен ученик, добар спортист. Многу е мала границата. Дали си добар спортист или добар ученик? Морам да те прашам, сега што го кажа, морам да те прашам. Од љубовта? Некоја друга емисија. Сега знаеш што? Знаеш, одличен ученик, добар спортист, и сега останува уши љубовта сега. Ајде, да не го срамим. Не лако за женското. Нека, не. Кога ќе се најдеш слободно време, што обично правиш? Излеваш со друштво, Па или нешто друго си Вака. читаш книги, гледаш филмови, музика, Не, филмови, книги Шпарски серии. од школата, доста ми се, доста читам, вака. Слободно време или гледам да испешачам, да трчам некој лесен тренинг или љубител на риболов.
обично одмарам на езерото. Баш пред моите викендици. Гледа, а после рибите кај ни го фрижидерот? Не. А да си члени на Не. ова нашето не сум. спортско риболовно друштво? Друштво, не сум Пеј член. Малинков да не нешто пикна твака тајно. Не, Не, Оскар беше, ако не се лажам. нема време за толку. нема време и за тоа. Тебе но- нема време, си седне дето се опуште, што Мислам, тоа е за релаксација на мозок. Јас сум голем љубител, многу го сакам тоа, мада многу ретко у животот сум го правил, ама чефме да фрлам вака јадичка и да се седнам на езерото, па ако треба и едно цигарче, не е реклама, и знаеш, го пушташ мозокот на пасење. Си Да, го да. забравил телефонот дома. Тоа е една Имам релаксација, навика, да пуштам. не е навика. Не, ти немаш навика за цигари, не? Не. Како тренд нешто ми стана, ден пред надпревар, со килаа што сум окей, ако треба вечерта ќе истрчам, ќе намалам 100-500 грама колку се проблем. Едноставно се опуштам, го опуштам мозокот, не мислам на надпреварот, да не си стварам некоја тензија, него некако така Ова кој те научи се, право ќе кажеш. Никој не ме научи. Сам? Сам. Ето. Он е добар спортист, ама ќе биде уште подобар спортист. Што вака размислува. Значи, никогаш не треба си дошол до Балканијада, еве сега ќе збориме за Балканијади. Готово. Си дошол до Балканијада, си влегнал у репрезентација. Сето тоа понатаму е плюс и нема потреба од тензи сам на себе да саш, леле, што ќе биде ако изгубам, Да. ќе ме зафркават школски, така си дојам у каладаци. А Не. било, а не било, не отича да знаат они, ако не кажам ја. Така. Сакам нешто да каже. Чест е моментално само да си член на репрезентација, значи тоа е голема чест. Така кај ја содат и границите, значи кога ќе дојде дете спортист прво влева у сала да тренира, прво и основно му се турнири, па државни првенства, па Балканијада. Не, прво му се Купови- појаси. Тие појасите, тоа јас би го изволил. Тоа е нормална Само за ствар. тоа. А сега Јас- се стројам, ќе полагам за жут, ќе полагам за портокално, ќе полагам за зелен, за плав. И појасни секоја година имаме на крајот од годината за да се полага за појаси. Кога ви е на сезоната? Како ви е сезоната? Две- Јануари, декември или? Две полусезони имаме. Мислам, Да, добро, две полусезони, меѓу тоа јануари, декември или јуни. Фаќате ме од претходната година или ще вака сега. Не, од јануар ни почиња до декември ни траат државните првенства и тоа не е цела сезона за тоа. значи од јануари ви почнува Да. сезоната, пролетен дел до јуни и Да, до таму е тогаш ги зимски дел до крај. така. До тогаш ги одржуваме државните Значи првенства. не е на пример како фудбалот. Не, Оно не. почнува од минатата година, нели? Не. Есен, па после пролетен дел. Цела година. Ни значи до сега до некња ни беа државните првенства, каде што у државните првенства е изборот и на репрезентацијата и више веќе од мај месец ни почињаат балканските првенства. И у цела програма на Европската џудо федерација кај што имаме и европски првенства, европски купови, сега тоа е одлука на федерацијата каде ни ќе учествуваме на кои купови. Али секогаш практикуваме да учествуваме ти учествот на купот е многу скапо. Значи Кој го покрива финансиски? Освен градоначалник. повеќе клубовите или сами. Федерацијата ништо? Федерацијата доколку ако финансиски не е така послаба, доколку Европската џудо федерација му одобре еден или двајца да одат без пари. Другите што треба да одат. А што правиме еве сега Никола? Спремен, пука од спремност, сака да оде на европско првенство и федерацијата вика немам пари. Ти што Ништо, сам си плаќаш сам си плаќаш, и или готово. клубот, ако Сам така се се плаќаш. договориме. Значи сам тогаш си одлучиш кој тренер иде со тебе, а не од федерацијата Да, тоа да е те викат нормално. селектор, мелектор. Тоа е Така? нормална ствар. Ете, лани ни сами си ги сносуваме трошковите. Заедно јас имам Берлин, До бебе Германија. Да, во Германија. Кажа дека никој те нема победено. да. Од оние пионерски денови до сега или? Да, ама тоа е за у Македонија. Добро, да за Македонија. Освен ако не замешат судиите прсти. Да.
А сега имаш ли конкуренција малце повозрастните, значи U21 и сениори? Вака, јас сакав да го кажам, ама немав прилика, еве сега имам прилика. Ја го чекав олимпиецот Еди Шерифовски, искрено он е сениор, ја сениорско земав прво место, он е до 81 килограм, се бори у мојата категорија. Искрено ја се спремав многу повеќе за него. Значи, ја на сениорското, од што бев спремен, имав желба да стигнам до финали со него да се изборам, не ги осетив другите борби, од четвртфинале, полуфинале и нит па финале. Како беше на бегате бе ви? Да. Ја само него, ја отивам. Да. За жал не се појави. Има наредни надпреварите, сретни ме. Што ти е идејата? Сакаш да докажеш дека си поарен од него? Да, сакам да покажам дека сум, ако е олимпиец, не е на највисокото ниво. Има и подобри. Не само тоа, у реду е. Значи тоа со спортски жаргон кажано префорсиран. И од федерација, и од селектори, и од клубови. Значи, ево е префорсиран, што се? Значи, успесите се тие кои што зборуваат. Сега, ако си фатиш врска со судиите, од друга страна пат си имаш успеси. Меѓутоа, статистиките си го зборуваат на обратното. Овој победе лака, овој победе лака. Овој 3-2 судијска одлука. И се знае сега дека одма постоја на стомнеж судиите да не имат наместено. А што толку му се намерачи не еди сега, не ми е? Па вака, многу од јавноста најдобар македонски џудист, најдобар џудист, испадна на балканско, испадна на вој, испадна на тоа. Има последните 2-3 години, има успеси, ама не се тие успеси кај што ги имат некои други џудисти. Како викат канадарчани, ти го јаде окото. Да, значи се осеќам дека сум спремен и знам дека можам да го победам. Ти што мислиш? Може да победиш? Јас само сакам да се надоврзам одма, бидејќи не само Еди Шерифовски точно дека е државен првак на Македонија, учесник на Олимпијада, последната Олимпијада сега што беше во Париз. Не е он државен првак, он е државен првак. Да е. Што ти државен првак? Он е државен првак. Ја не сум кој што не испаднал, што се исплашил. Значи, тоа моја за прошлата година, за предпрошлите кај што он бил кадет, Еди бил сениор. Али морам да кажам дека нивната упорност и тоа што го покажуваат на тренингите, како он, како брат му сега да не исполнувам и други се џудисти, покажуваат толку сериозност, што еве кога имаме заеднички тренинг надпревари со другите клубови, посебно што земам Милоки од Скопје, кај што моментално како помошен тренер е таму Хамза Јашари, кој што има освоено златен медал на светски куп. Дивната желба таму е само со него да вежбат и да се борат. Да покажат што Хамза Јашари е млад дечко, он од икс причини се откажа, се повлече малку од надпреварите, некој не 25-6 години. Тука не е. Значи он на неполни 20 години беше на светски куп зема златен медал, прво место. Во Тунис не се беше. 2-3. Има они европско трето. Има купови сребрени. Многу добар дечко кај што, али ете од кои причини мислам дека Еди се изфорсира за Олимпијата, него го заоставија малку и тоа е више политиката на федерацијата, не сакам да... А ти кој го форсираш? Никола не игра. Тешко прашај кај на клубот. У клубот нема форсирање. Не, нема. Од него за Игнацото. Тук го за Никола. Моментално не е тука никој. Ако така гледам, да можеме тука да сите да не собереш, и донесе сите 10-13. Да, ама Игнат вика Никола е државен првак U21. Никола е државен првак сениори. Игнат оваа година на сите првенства е државен првак. И U21, и... Не сме исти килажа. Даже го спремаш? Не сме исти килажа, многу е 20 кила е помало од мене. Ај сега да не те прашувам, зашто не го предложиш за млад спортист, а не е Игнат? Вака имав многу... Да, лани годината ми беше многу добра. Извонредна. И Балканско првенство, Европско првенство, Олимпијада за млади у Скопје.
Што направи на Олимпијата? Исто влегов до 16 финале, многу тежок жреб. Азербејџанец и другиот беше од Франција. Тие французите... И Азербејџан има добро джудо. Азербејџан има многу добро. Да, руска школа тоа не. Те прашав за игра, ме интересира дали си спарингувата е. Да. Еден со друг. Да. И сега, например, кога ќе направи некоја грешка, му сугерираш ли? Нормално. Ова ти е грешката, затоа направи Да, он е постар од мене. Повеќе он ме надополнува околу тие грешки, ама знам и ја понекогаш да надополнам. Сега, како тоа вашето искуство, сега и ти и брат ти, Добре. како го пренесувате на вие најмалите? Мумаш и чврги таму. Не. Шо вака? Гледам секогаш да биде правен со уста, па да му објасниш, па да покажеш и на крајот ти да покажеш и да објасниш. Ако не разбере, дури тој ќе има, прекини, одново почни од... Истрче без кругај. Да. Значи секогаш гледам да биде на најпросто објаснато, да може дека сепак мали деца мора детално да му објасниш за тоа да го сване. Дали ти се случило на тренинг да дојде некој од Добро? колегите од клубот и да ти рече: Никола, де бе боа? Што да Нормално. направам? Нормално. Не само да дојде, него ја одам и Не, тоа ти што одиш од друга приказка. Дали сами ти приоѓа? Да. Без разлика машки Нормално. женски. Нормално. А на надпревар? Некој совет да ти побарат, што да му направам на вие нешто? Па за тоа сме тренери. Еве, ова година имаше бате за прв пат, како официјален тренер се вика, брате. седна на стол што ме водеше мене и имаме ни таква прилика, например, да можеш да сугерираш од страна, дека од страна многу поубаво се гледа борбата и многу појасно се гледа што можеш да направиш. Секогаш он е тука. Ако не е тука он, од трибините секогаш довикува дали да сменам гард, дали некоја друга техника да пробам, дека борбата што ја изгубив, ја не знаев дека му дадиле на детето поен. Имав уште 30 секунди до крајот и ми баш и Трајче тренер беше тука, можеш да влезеш, а го слушам и бата од позадина. Влези, имаш 30 секунди, влези, можеш влез. За жал тие 30 секунди не... А да знаеше дека има добиено поен? Дали ќе беше друга приказка, приказка? друга приказка е тој. Тоа е нормална ствар. А нема тайм-аут. Нема тайм-аут. Каде е Балканијата? Балканијадите. С оглед на фактот што си во неколку категории. Да, ама имам право само на една, само јуниори да учествувам. Само во јуниори? Да. Ако не се лажам, оваа година е у Романија. Тоа јуниори е до 21? Или Да, до 21. Тоа е U21 што Да. У Романија. Да. И има ли, знам дека ги знаеш, знам дека и си начитано дете што се вика, слушнав, има ли силна конкуренција во таа категорија? Вака, јас сум нов у таа Добро. категорија. Бев долани кадет, сега сум прва година јуниор. Прогуглано ти е тоа, сакам да кажаме. Вака, од прилика ги пратам надпреварите од Босна, од Хрватска, имат лайв преноси уживо, гледам од прилика кој и како е. Обично тие деца се, првите 3 места се, прво, второ, трето место, ги гледам, ги пратам. Ти ги јаде ли отците? Па вака, друго е на уживо кога ќе видиш некој, друго е на телефон. Знаете, анимација, едно, друго се прави сега. Нормално. Чекај, кажи ми, има ли джудо надпревари преку за училиштата? Имам учествувано, колку година да не ми текнува, тие прекинаа да се одржуваат. До пред 4-5 години имаше до основни училишта, за основни училишта. Сега? За средни Не, знаеш зашто те прашувам? Кажа дека учествуваше на малите олимписки игри Да. во Скопје. Тоа е во организација на Федерација на училишен спорт. Ако не се лажам, беше заедно со Министерството за спорт. И сега малце ми е глупо, Федерацијата на такво ниво организира джудисти, односно джудо надпревари, а на училиштите ваму надпревари. За средни не мало, а за основни знам и за основни сум бил 2 пати прв. Те нема победено ни таму. Да.
Значи до пред 4-5 години се одржуваше на ниво на Македонија за основни училишта джудо надпревар, кај што прваците после одеа како тренинг камп или викенд во Струга, во Охрид во Струга. Ете да напоменам дека до пред 10 години имаше надпревар и на ниво на полиција, каде што неколку години се прекина. Од прошлата година почна ова година европско првенство ќе биде во Англија за полицајци што се активни джудисти или што сакат да учествуват. Да, 27 е у Македонија. Па тоа сакав да се надоврзам. Гледаш, ја зошто некој читано дете, одно се виде. На 27 година ќе биде во Македонија, значи полиција, армија, пожарна, сите вклучено. Значи джудо спортот доста добро се развива. Ти не се спремаш за селектор. Ќе видиме, може и да се надпреварувам, не знам. Морам да спомнам дека има проект кај што требеше да почне, али уште пред едно 5-6 години, джудо спорт во училиштата, кај што ние аплицираме на тој проект и го добиме во Кавадаци, го добиме, требеше во Тошо Велков Пепито да биде тоа целосна донација од Европската джудо федерација. Ардон фана короната и се направи прекин. Се уште стои отворен проектот, чекаме само прекин и не се продолжи. Ама чекаме во секој момент некои мали нијанси да се средат околу министерствата за пак да продолжи тој проект, кај што тоа е нормално, пак ќе треба поново да аплицираме ред други работи, али сигурно ќе аплицираме. Важно Европската джудо федерација, тоест и ни македонската, што е нормална ствар, сакаме да го развиеме джудо спортот во Македонија. Рече дека у слободно време трчкаш, трчиш, каде? Патекта до 12 деца, Јасмин, до Баташкото езеро. О, убаво. Ама таму да те чека пецелика? Не. Да не беше джудист, кој спорт? Тешко прашање. Вака, или бокс или ракомет. Тоа првото не ми лепе некако, повеќе на чотек, многу на чотек, а ракометот држа вода, зашто да не... Така, или бокс или ракомет, ама... Кој те натера да по стапките на бате тргна или заедно тргна? Заедно. Кој не натера, он е главен виновник. Што му вика на мајките на тато, де ви е двајцата суртуци да ги земам под моја. Така нешто, прво деление беме околу Нова година и тато со тренерот колеги се сретнаме тука пред полициска станица, дај петка, нормално мало дете, сосед село ударив, тренерот вика донеси ги горе да видат како е со тренинг со едно со друго. Многу силно му удари тогаш, реков, овој дечко ќе биде до тогаш ти така почна се. Убава работа, убава приказка. Јас за крај ќе ви кажам една шега, само пред морам него да го прашам, да не ја направам грешката. Тоа мате израз од кај се? Од кај се? Влевам на спортска сала, во малата сала во Јасмин, надпревари джудо, и еден судија во рингот, мате, на кој вика вие матен бик? На се вртуви, на кој вика? Мате вика израз, као што е брейк у боксот, мате ти е вика во джудото. И ми остана тоа мате од Битово. Прво тебе, да намалиш на килажа, да се спремаш за до година, ако не че селектор да видиш, барем да се избориш еднаш два пати. Имаш техника. Има време. Има време, да. Ама секако сум плюс јас. Така да... Да, ти си плюс, да не видиш много плюс, да не можеш да мрднеш. Да не му даваш. Ти да се спремаш добро за Романија, се надејам, средства ќе се средат, сепак срамота, зборувам и
државно ниво и на локално ниво. Да. Тука е клубот, ако веќе федерацијата не мисли за нивните спортисти, и посакувам на екипното да си крвните миоки и да бидете шампиони. Благодариме, дај Боже. И потоа пат се видиме. Ама тоа ќе биде на другата сезона кај како ќе 2 сезони. Да. Другата полусезона од август, од септември. Ви благодарам и вас. Еве поздрав и до јавноста што ја гледа оваа емисија. Ми беше задоволство што учествував у Следниот пат ќе дојдеш сам. Оти вие многу лафе. Аме добро, некој зашто калфа, мора да учам. Да. Судија, свирни тайм-аут, јас да си ги испратам гостите, па ќе се вратам во студијата. Ете така, си ги испративме гостите. Сега да се вратиме ние на резултатите поврзани со големите спортови. Прва македонска фудбалска лига, резултати 31 коло. Македонија Ѓорче Петров Тиквеш 1-4. Сите ќе фрлаат сега со дрва и камења по нас, бидејќи со овој пораз Македонија Ѓорче Петров следната година во втора лига. Вардар Силекс 2-1. Шкендија Струга 3-1. Пелистер Шкупи 7-0. Арсими Башкими Братски 1-1 и Брера Работнички 2-2. На Работнички му требаше победа за да опстане, не успеа да победи и Работнички ќе прави друштво на Македонија Ѓорче Петров и на Шкупи следната година во втората лига. Еве како изгледа табелата. Вардар 77, Шкендија 71. Тоа е за шампионската титула. 62 има Струга, 53 Силекс. Тиквеше 5 со 44 бодови, Башкими има 47, Арсими 40, Брера и Пелистер 37-36. Уште имаат теоретски шанси да се спасат, да не играат бараж. Ако не, ќе играат бараж со второлигашите. Во втората лига, Македонија Ѓорче Петров, Работнички и Шкупи следната сезона. Еве како изгледаат паровите за следното коло во првата македонска фудбалска лига. Силекс ќе го пречека Арсими. Башкими дома игра со Македонија Ѓорче Петров. Струга го пречекува Вардар. Шкупи ќе игра со Работнички, а Шкендија во Тетово игра со Брера. Најбитниот надпревар, Тиквеш го пречекува Пелистер во Кавадарци. И сега знаете приказките. Ќе ма пуштиме ни на Пелистер, зашо овој, зашо оној. Ако мене некој ме праша, а многу ретко ме прашуваат, ама јас ќе си го кажам своето, јас би го победил Пелистер. Затоа што Пелистер минатата година не му требаат бодови, а не победи овде во Кавадарци и со тој пораз ние за малку ќе испадневме. Затоа да го заборавиме, она Чкембари се браќа Лозарски и да си навиваме на надпреварот за Тиквеш, а Чкембари после како сакат, нека си го берат гајлето, дали ќе играат бараш или можеби во последното коло ќе се спасат, ќе видиме. Битно е да се одиграме максимално, да си ја вратиме довербата кај публиката и кај спортската јавност во градот, барем со победата против Македонија Ѓорче Петров, лека полека тоа и го направивме. По првото полувреме веќе имавме водство 0-2, 0-4 водевме, во самиот финиш Македонија Ѓорче Петров постигна гол за конечни 1-4. Втора лига 28 коло. И таму се е јасно во долниот дел, меѓутоа на врвот ништо не се знае. Вардар Неготино Осогово 0-4, Брегалница Штип Шкендија Рачиново 1-1, златен бод за Штипјани. Петекс Скопје 0-1, Охрид Големо Конјари 3-0, Новац и Беласица 1-0, Саса Слога 1-0, Преспа Детонит 0-3 и Кожув победа Прилеп 8-0. На табелата водат Брегалница Штип и Скопје со по 65 бодови. 63 има Шкендија, 62 Охрид, 53 Осогово, 52 има Беласица, 50 има Новац, тука некаде ќе биде борбата.
Детонит на 8-то место има 49. Во онаа зона што ќе игра баражи со третолигашите се Кожув, Тетекс и Саса. Кожув 42, Тетекс и Саса по 36. Следната сезона во третите лиги се селат Варда Неготино, Преспа Ресен, Слога Виница, Победа и Големо Конјари. Варда Неготино, Победа и Големо Конјари, трета лига Југ. Во следното коло Кожув Тетекс, Победа Варда Неготино, Големо Конјари Скопје, Скопје е фаворит, Слога Преспа, Осогово Брегалница Штип, Кочани Штип, Источно дерби. Шкенда Рачиново го пречекува Новаци, Детонит ке го нагости Охрид и Беласица игра со САС. 25-то предпоследно коло, трета лига Југ, Влазними Јуниор Росован 6-4. Башкими Превалец 1-1, Борец Младост 7-0, Ултра Спиту Гули 2-1 и Тополка Бучин 3-3. Венец и Млекар беа слободни, бидејќи требаше да играат со Слога Лажани и Дреново, кои што се откажа. На табелата шампион е Борец, ке игра бараж за влез во втора лига, 61 бод, Превалец е втор 53, Венец Долни Дисан има 46 на третото. Следуваат Ултрас 39, Питу Гули 35, 32 Башкими, Росоман има 27 на седмото место. Влазними Јуниор има 26, Млекар 24, Младост 21, Бучин 19, Тополка 18, Дреново бод, без бодови екипата на Слога Лажани. Во следното коло се очекува интересни дуели, особено екипите кои што претендираат за горниот дом, иако се е веќе многу јасно. Во првата футсал лига веќе кажавме без пораз убедлив шампион екипата на Проект. Во предпоследното или во последното коло, во втората футсал лига, Црна Река го совлада Кратово со 5-1 и се задржа на четвртата позиција во лигата, во втората лига шампион е Железарец. Од фудбалот се селиме на ракометот, 8 коло плейоф или 30 коло од регуларниот дел, ГРК Тиквеш Алкалит 23-30. Охрид Вардар 26-24. Не е изненадување. Победа на Охрид. Еврофарм Пелистер Бутел 38-28. Вардар прв 56, Охрид сега е втор 50-48 има Пелистер, Алкалит 42, Бутел и Тиквеш имаат по 24. Во следното коло Тиквеш му гостува на Вардар, во последното коло во Кавадаци доаѓа Охрид. Алкалит во скопската пресметка ќе игра со Бутел, а во дербито на колото Охрид ќе го пречека тимот на Еврофарм Пелистер. Во плејаут лигата Прилеп Струга 34-24, Пролет Радовиш 37-29 и Еврофарм Пелистер 2 Куманово 27-25. Прилеп доминира во оваа конкуренција 36 бодови, Еврофарм Пелистер 2 има 29, Тинекс Пролет има 25. Куманово 17, Струга 9, Радовиш е без бодови. Во првата ракометна лига, само ќе кажам дека Варда Неготино дома загуби од фаворитот Мултиесенс 29-37, на табелата Мултиесенс моментално лидер 44 бодови, бод повеќе од екипата на Младост од Богданци. Кошарка се играат полуфиналните и финалните серии. Полуфинална серија мажи, утре ќе играат маđари ТФ-та, маđари има брейк од првиот надпрва, славеше нагости кај ТФ-та 82-84. МЗД во првиот надпрва на домашен терен го победи Пелистер 80-75. Пелистер врати во битова вчера 81-76. По еден кош повеќе даде од двете екипи. Што се однесува до тие резултати. Значи, Пелистер и МЗД играат најсторка, третиот надпревар се игра во Скопје, а утре играат маđари ТФ-та. ТФ-та ќе игра за обстанок. Кога сме кај ТФ-та да кажеме дека не успеа да се пласира во АБ1 лигата, бидејќи два пати беше и тоа убедливо поразен од Борац Чачак. По женска конкуренција имаме нов шампион, американката Ни Хуис е MVP на финалето, а во финалето Бадел
Крива Паланка 1-3. Паланка ги доби првите две средби на домашен терен и тоа убедливо, 81-64, 88-76. Бадел врати со минимална победа 71-69 и синоќа во самата независна Македонија ми се чини во Скопје, Бадел Крива Паланка 73-75. Историска шампионска титула на екипата на Крива Паланка. Доста ви е богато денеска. Да сте ви здрави, живи, секни и весели. А рекапитуларот вика вака. Следниот викенд фудбал. Тиквеш Пелистер. Следниот викенд на ракомет нема, бидејќи гостуваме на Вардар. Кошарка мажи нема, меѓутоа јас лично веќе ве поканам на настапите на овие помладите категории, момчиња и девојчиња, Тиквеш Голден Игл и Про Баскет, дојдете да ги бодрите и да видите со каква иднина располага тој спорт во нашиот град. Во име на спортската редакција на КТВ телевизија ви благодарам за вниманието с кој што не следевте и ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.